Дневник на КТВ, добра вечер, 27. јули 2026 година. Од вечерва на полнок, малопродажните цени на нафтените деривати во просек се зголемуваат за 4,55%, согласно најновата одлука на Регулаторната комисија за енергетика. Цените на бензините се зголемуваат за 3 денари по литар, со што новиот цена за Евросупер 95 ке изнесува 93, додека за 98 ке изнесува 95 денари за литар. Позначително зголемување има кај дизелот, кој поскапува за 4,5 денари, па така 1 литар евродизел од полнок ќе чини 98,5 денари. Со ова продолжува трендот на континуиран раст на цените на горивата на домашниот пазар, кој трае изминативе недели. Општина Кавадарци продолжува со континуирани активности за уредување и одржување на сообраќајната инфраструктура со цел по безбедно и поуредено секојдневие за сите граѓани. Се поставија сообраќајни знаци во населбата Бел Камен, а истовремено се изврши и поправка и замена на оштетените знаци на повеќе улици низ Кавадарци. Со овие активности се подобрува безбедноста на сите учесници во сообраќајот, се овозможува подобра прегледност и се создаваат побезбедни услови за движење на возачите и пешаците, велат од локалната самоуправа. Се уредува дворот на црквата Света Троица во Росуман. Со заеднички сили во акцијата учествуваа општествено одговорни компании, граѓани и волонтери. Во саботата повеќе општествено одговорни компании, заедно со граѓаните и волонтерите, работеа на уредување на дворот на црквата Света Троица во Росуман. Со заеднички труд, посветеност и љубов кон заедничкото место на живење, тие придонесоа во создавање поуреден и попријатен простор за сите верници и посетители. Општина Росуман упати голема благодарност до сите кои несебично се вклучија во оваа акција. Токму преку ваквите заеднички иницијативи, жителите на Росуман покажуваат дека кога се обединети, може да направат многу за сите во својата општина. 3 специјални награди за фолклорниот ансамбл Тиквеш на Рудина Фест во Чегране. Кавадарчани се здобија со специјални награди за најоригинална кореографија, најдобар оркестар и најдобар шеф на оркестар, како се комплетен изведувач. Играорците и оркестарот на фолклорниот ансамбл Тиквеш на завршната вечер на Рудина Фест во Чегране, Гостиварско, се представија со фрагмент од кореографијата Пијанец и сценските адаптации Малешевија и Копачка, како и песните Што ми се нешто белее и Слънце се слега да зајде. И од страна на жирито на фестивалот се закитија со следните специјални награди. Специјална награда за најоригинална кореографија, специјална награда за најдобар оркестар и специјална награда за Баже Јованов, шеф на оркестарот, за најдобар секомплетен изведувач на фестивалот. На фестивалот покрај фолклорниот ансамбл Тиквеш од Македонија учество зедоа и ансамбли од Албанија, Турција, Италија и Колумбија. Овие награди се уште едно признание за квалитетот на нашиот ансамбл, за вложениот труд и напорната работа и секако овие награди ќе бидат и мотив повеќе за да се продолжи во исто темпо и гордо и достоинствено да се презентира македонскиот фолклор на домашната и меѓународната сцена. Следниот фестивалски настап на фолклорниот ансамбл Тиквеш на кавадаречките културни амбасадори е вечерва на најголемиот фолклорен фестивал во Македонија и Линденски денови во Битола. Мицкоски ги окупира медиумите, започнува медиумскиот мрак, како што предупредувавме. Обвини на денешната пресконференција портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска. Медиумскиот мрак во Македонија започнува токму онака како што предупредувавме. Медиуми веќе објавуваат дека српски медиумски играчи влегуваат на македонскиот медиумски пазар.
Групата АЛО, поврзана со Информер и другите провладини медиуми од Србија, пристигнува во Скопје. Ова е дел од планот за целосна контрола врз информирањето, за што СДСМ постојано предупредува. Политиката ја спроведува Христијан Мицкоски по моделот на Александар Вучич. Се е копи-пейст. За пропагандната мрежа е ангажиран познатиот началник за пропагандни медиумски операции по моделот на Гебелс, Драган Павлович Латас, долгогодишен соработник на српската служба. Според објавените информации, медиумот Евроньюз, кој доаѓа со лиценца од Србија, треба да биде предводен од Ивона Талевска, долгогодишен партнер на Латас. Тандемот Латас и Ивона Талевска е задолжен да го изгаси медиумското светло во име и за сметка на Мицкоски. Целта е јасна – потполна контрола врз информациите кои што ќе стигнуваат до граѓаните. Повеќе воспоставената медиумска мрежа на над 40% од Орбановите медиуми, која работи во интерес на организираната криминална група ВМРО, сега следува уште поголема концентрација на медиумско влијание. Финансиската поддршка на овој проект ја дава Алта банка во собственост на браќата Вучич. За оваа банка, почитувани, во Европската Унија се води истрага поради сомнежи за потеклото на парите. Во Македонија, извршниот и управниот одбор на банката го сочинуваат луѓе од ВМРО. Сепак, сестринската партија СНС мора да има и братски односи во банката. Кога ќе се комплетира оваа мрежа, граѓаните повеќе нема ниту да слушнат дека им е отруена водата за пиење. Нема да слушнат дека црвените светла доцна се запалиле. Нема да слушнат дека никој не презел одговорност за труење на цел град. И токму тоа е целта. Мицкоски ги окупира институциите, сега сака да ги окупира медиумите. Сака да ја окупира вистината. Мицкоски повеќе не се грижи за извештаите на Европската комисија, затоа што не сака Европска Унија. Прво, од Европскиот парламент беше нагласено мешањето на српски свет. Потоа притисокот на Мицкоски врз правосудството. Сега следува контрола на медиумите. Тоа е целта на Мицкоски и организираната криминална група ВМРО. Прво се трујат граѓаните, потоа се труе информацијата. На крај, целосен мрак. Ловците на политички поени, другарите на Филипче, треба час поскоро да разберат дека лагите кои ги кажуваат за Гостивар се на нивна штета, порача Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Со денови сведочиме како СДС на Венко Филипче и неговите другари шират лаги за скандалот со водата во Гостивар. И не само што шират лаги, покажуваат и непознавање на тоа како функционира системот и кој за што е надлежен, барајќи одговорност на погрешна адреса. Да ги информираме, ако не знаат, или да ги подсетиме ако заборавиле, контролата на квалитетот на водата ја прават надлежните локални институции. А локалната власт во Гостивар е на друштвото СДС, ДУИ и Арбен Таравари. Градоначалникот на Гостивар, Валбон Лимани, е кадар токму на оваа дружина. Значи, како што им укажуваме на погоре наведеното, известно време, ќе им повториме и во оваа прилика дека одговорност треба да побараат во своите редови. За почеток, кај личноста која тие ја кандидираа на локалните избори. За нивно добро е час поскоро да разберат дека повторувањето на лаги секој ден е на нивна штета. Политички поени со лаги не се добиваат. Во меѓувреме, на санирање на штетата во Гостивар се работи деноночно, се овозможува технички исправна вода, која се користи за лична хигиена и хигиена во домаќинствата, а неделава или кон крајот на неделава се очекува во Гостивар да има и безбедна вода за пиење. Првото коло во новата фудбалска сезона помина во доминација на домашните екипи. ГФК Тиквеш со убедливи 5-1 го совлада на домашен терен тимот на Арсими. Првото коло од новата сезона во првата македонска фудбалска лига донесе доминација на домашните екипи, бидејќи во сите 5 средби домакините славеа дури и убедливи победи. Бидејќи на 5 надпревари се постигнаа вкупно 20 голови или 4 по просек по надпревар, а гостите од овие 20 постигнаа само 1 гол. Во првиот надпревар во петокот во Кавадарци, Тиквеш го декласираше Арсимиот Чегране со 5:1.
2 гола постигна Лавал, а хет-трик даде на Фални Сила. Голот на Арсими всушност беше единствениот гостински гол во ова прво коло. Шампионот Вардар во саботата ја стартуваше новата сезона со домашна победа од 2-0 против Штипска Брегалница. Струга Тримлум со 3-0 го совлада новелијата во првата македонска фудбалска лига, тимот на Шкендија од Рачиново. Шкендија од Тетово вчера на комплексот Петар Милошевски заради казните со 3-0 го доби Скопје. Најубедливата победа ја забележа Силекс во Кратово, кој со 6-0 го декласираше Башкими. Во следното второ коло, Тиквеш ке гостува во Куманово кај Башкими. А кога сме кај Тиквеш, тој повеќе не се наоѓа на листата на ФИФА за забрана на трансфери, откако ги исплати сите побарувања кон старите странски членови. Тиквеш имаше 2 блокади од ФИФА во висина од по 3 преодни рока заради долгување кон странски побарувачи. Сепак тоа е веќе минато, откако клубот од Кавадарци повеќе не се наоѓа на таа листа. Од Македонија на црната листа на ФИФА останаа 2 клуба. Тоа се екипите на Воска и на Шкупи, кои имаат по повеќе блокади. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен наместа долж поврдарието, повремено засилен ветер од северен и северозападен правец, температурата ќе достигне 35 степени. Тоа беа содржините во дневникот, ви посакувам пријатна вечер со програмата на КТВ.